Почитувани гледачи на КМ телевизија, нов понеделник и време е за нов спортски преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Денес имаме еден вистински микс на информации, на спортови, од домашни теми, од меѓународниот спорт. Меѓутоа спортскиот преглед ќе го започнеме со оној шок кој што го доживеавме минатата недела, бидејќи Македонија не доби вајлд карта за настап на светското првенство во Египет во јануари 2021 година. Иако според сите критериуми, според сите анализи, според сите проценки и на колегите новинари, и на познавачите ракометни и во нашата земја и воопшто во Европа, Македонија и Полска беа главните фаворити за добивање на вајлд карта, односно на специјална покана за настап на светското првенство во Египет. Сепак Интернационалната ракометна федерација ИХФ одлучи вајлд карта да добијат репрезентациите на Полска и Русија. Полска не е изненадување. Полска ќе биде домаќин на следното светско првенство во 2023 година и логички беше да добие вајлд карта за да имаат некој континуитет, да можат да прават репрезентација за да бидат конкурентни во 2023 година, односно на следното светско првенство. Меѓутоа изненадувањето е недобивањето на вајлд карта на Македонија, а добивањето на вајлд карта на Русија. Образложението на ИХФ е дека тука одлучувал маркетингот, ТВ аудиториумот, меѓутоа неколку важни причини не се земени во предвид. Македонија заврши на 14-тото место на Европското првенство, што се одржа во јануари годинава, и е најдобро пласираната репрезентација од тоа првенство која што не обезбедила пласман на светското. Македонија требаше да игра бараш надпревар против Франција, меѓутоа тие надпревари беа откажани поради пандемијата на COVID-19 и Македонија немаше шанса да терен да се бори за пласман на ова светско првенство. Следна причина е тоа што Македонија и Исланд се единствените две земји во светот каде што ракометот е спорт број 1. Значи не е ниту фудбалот, не е ниту кошарката, ниту одбојката, ниту хокејот како што е во други држави. Во Македонија и Исланд спорт број 1 е ракометот. И третата причина, Македонија се уште го има клубот кој што е актуелен европски шампион, односно освојувач на ракометната лига на шампиони. Тоа е екипата на Вардар, која што е освојувач на лигата на шампиони два пати, меѓутоа последниот пат во 2019 година, бидејќи годинава се уште не се одржа Final Four турнирот во Келн, кој беше откажан поради пандемијата на COVID-19, Вардар е се уште европски шампион. Иако сето ова не беше доволно за Македонија да добие вајлд карта, не знам што друго би било важно и веројатно само финансиите одлучуваат. 30 репрезентации до сега се пласирани на светско првенство, каде што треба да играат 32 држави. Остануваат уште две слободни места кои што треба да ги поделат Северна и Јужна Америка. Тука гледаме една мала шанса Македонија на мала врата да влезе, да се протне на ова светско првенство во Египет, со оглед на тоа што во Северна Америка воопшто не се одигра квалификациите, беа откажани поради пандемијата на коронавирус и се презакажани за октомври. Останува да видиме дали ќе има доволен број на екипи што ќе се пријават за ова првенство, дали воопшто ќе има заинтересирани екипи да играат на светското првенство во Египет. Доколку не се одигра, вајлд картата најверојатно ќе оди за репрезентацијата на Соединетите Американски држави, бидејќи тие ќе бидат домаќини на Олимписките игри во 2028 година и за да може да креираат добра конкурентна екипа, ќе им се даде таква шанса. Меѓутоа, најавите од Америка се дека тие во овој момент не се заинтересирани за настап на светското првенство во Египет, бидејќи се во тешка ситуација со пандемијата на COVID-19, многу тешко е да се соберат и тие малку ракометари што ги имаат за да тренираат и веројатно ќе се откажат, меѓутоа за тоа останува да видиме некаде кон крајот на октомври, можеби и ноември. Во тој случај правилата на ИХФ велат дека ако некој континент изгуби место на светското првенство, односно се откаже, нема да има свој представник, тоа место ќе го заземе континентот кој што бил најдобар на последното првенство. Тоа е Европа. И од тие држави најдобро пласираната репрезентација европска од последното светско првенство која што не обезбедила пласман на ова во Египет. И повторно тука се работи за репрезентацијата на Македонија. Сакам да кажам дека ИХФ најдобрата репрезентација која што не е пласирана ја исклучува од игра за светското првенство,
да им дава можност да играат на Полска и на Русија, кои што заврши на 21-то и на 22-то место на последното европско првенство од 24 репрезентации. Во Јужна Америка состојбата е малку подруга. Таму се одржаа квалификации, меѓутоа не успеа да соберат доволен број на екипи. Според правилата, Јужна Америка има 4 места за гарантирани на светското првенство. За да ја добие таа квота од 4 репрезентации во квалификациите мора да учествуваат минимум 8, значи двојно од местата кои што ги има на светско првенство. Тие обезбедија само 6 репрезентации за квалификациите и така имаат 3 екипи кои што се пласираа на светското првенство. Извиси селекцијата на Чиле, квалитетна, една од најквалитетните во Јужна Америка, и затоа ИХФ одлучи да организира дополнителен квалификацијски турнир, насловен како последна шанса, за да може селекцијата на Чиле да се пласира по регуларен пат на светското првенство. Тој квалификацијски турнир треба да се одржи во Ел Салвадор и според светските медиуми, Ракометната федерација на Чиле на сите екипи кои што ќе учествуваат на овој турнир им ги плаќа сите трошоци. Патување, сместување во Салвадор, само за овој турнир да се одигра и Чиле да обезбеди пласман на светското првенство. И тука, доколку пандемијата на COVID-19 не дозволи одигрување на овој квалификацијски турнир, за очекување е, можем да кажем, 100% сигурно дека Чиле ќе добие вајлд карта. Значи, нашите шанси во моментот се насочени кон Северна Америка и дали селекцијата на Соединетите Американски држави ќе прифати да игра во Египет или ќе се откаже. Тоа ни е во моментов единствената и последна шанса за Македонија да ја видиме на светското првенство во Египет во јануари. Тоа ќе биде Македонија последен пат пропушти едно големо ракометно надпреварување во 2011 година, значи после пауза од 10 години во јануари нема да гледаме квалитетни надпревари на македонската ракометна репрезентација на едно големо надпреварување. Кога сме кај ракометот, женската репрезентација ги доби противниците во првата квалификацијска фаза за пласман на светското првенство во 2021 година во декември месец, за разлика од мажите кои што играат во јануари. Во женска конкуренција секогаш се игра во декември. За светско првенство во Шпанија. Македонија ќе биде во група со Литванија, Исланд и Грција и ќе се игра по турнирски систем, некаде кон крајот на ноември или почетокот на декември се е предвидено да се одиграат овие надпревари. Според жребката прва ќе биде понудено на Грција да го организира овој турнир. Доколку Грција не прифати, Македонија е втора на листата на земји која што би можела да го организира овој турнир. Тука најдобрите две репрезентации ќе продолжат во следната фаза, а тоа се баражите за пласман на светското првенство. Во баражите ќе бидат носители 10 екипи од европското првенство, кој што ќе се одржи годинава, и 10 екипи, односно во квалификациите има 5 групи, по 2 најдобри од секоја група, 10 екипи ќе бидат неносители, девојките ќе имаат навистина тежок пат до пласман до ова светско првенство, можам да кажам дека се аутсайдери во баражот, што не значи дека е така и во оваа квалификацијска група, каде што сме фаворити против сите 3 репрезентации. Ако овој јануари 2021 година ќе мине без ракометни возбудувања, приматот ќе го преземат македонските одбојкари. И сосема заслужено. Во 2019 година, одnosno лани, одбојкарите имаа одличен настап дебитански на Европското првенство во Љубљана во Словенија, се играше во 4 земји, меѓутоа ние бевме во Љубљана, имавме одличен настап таму и одбојкарите се многу блиску да го продолжат овој континуитет на настапи на големите надпреварувања. Квалификациите во група сме со Данска, со Турција и со Босна и Херцеговина. Квалификациите требаше да започнат кон средината на август, а да завршат на почетокот на септември. Меѓутоа, поради пандемијата на COVID-19, ЦЕФ, односно Европската одбојкарска федерација, се одлучи да ги премести квалификациите за јануари месец и ќе се играат по турнирски принцип. Ќе се играат 2 турнири. Првиот ќе биде од 7 до 10 јануари во Данска, а вториот ќе биде од 14 до 17 јануари во Македонија. Се уште не е одредено во кој град, веројатно ќе биде во Скопје. Борис Трајковски требаше да биде салата каде што Македонија требаше да ги одигра домашните надпревари од квалификациите годинава кои што се одложени за јануари, па се надевам дека и овој турнир ќе биде во Борис Трајковски. Убава можност одбојкарите да излезат од
сенката на ракометарите и јануари комплетно да го посветиме на македонската одбојка, бидејќи овие момци тоа и го заслужуваат, а се надевам дека и ќе успеат да обезбедат пласман втор пат поред на едно европско првенство. Тука да споменеме дека Македонија се уште е во игра за домаќин, за еден од 4 домаќини на европското првенство во 2023 година. Се надевам дека ќе ја добиеме таа организација и одбојкарите ќе фатат еден убав континуитет на настап на големите надпреварувања. Кога сме веќе кај одбојката, во саботата во Штип се одржа редовно изборно собрание на Одбојкарската федерација на Македонија. Петар Јовановски останува на чело на федерацијата уште 4 години. Јовановски првпат беше избран, ако не се лажам, во 2009 година, што значи дека ова ќе биде негов 4ти мандат. Убедливо со 17-4 го победи против кандидатот Јовица Симовски, односно наш тетовец, кој што во моментов настапува за екипата на Вардар од Скопје, поранешен македонски репрезентативец, меѓутоа се уште актуелен одбојкар, а беше предложен од неговиот клуб Вардар за председател на Одбојкарската федерација на Македонија. Како што веќе реков, Јовановски е реизбран и доби уште еден 4 годишен мандат да ја води македонската одбојка. Собрание одржа и Фудбалската федерација на Македонија, овој пат редовно годишно, не беше ова изборно собрание. Собранието кое што требаше да се одржи некаде таму во март, после 2-3 закажувања и одложувања поради пандемијата на COVID-19, конечно се одржа вчера. Немаше некои спектакуларни одлуки донесено, немаше некоја кој знае колкава расправа помеѓу делегатите по предложените точки. Единствено што може да се истакне е укинувањето на котизацијата за екипите од втората лига и третата лига. Прволигашите секако не плаќаа, бидејќи ги продадоа ТВ правата од своите надпревари. Меѓутоа, ова одлука ја донесе Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија неколку дена пред да се одржи ова редовно годишно собрание. Сега во продолжение ќе го погледнеме обраќањето на председателот на Фудбалската федерација на Македонија, Муавен Сејдини, пред присутните делегати на собранието вчера и малку ќе се запознаеме што тоа конкретно се случува во моментот во Фудбалската федерација на Македонија, кои проекти се активни, што Фудбалската федерација на Македонија презема околу пандемијата на COVID-19, односно за заштита на играчите и на сите вклучени лица во фудбал. Па ајде да го погледнеме обраќањето на господинот Сејдини од Фудбалската федерација на Македонија. Почитувани делегати на собранието на Фудбалската федерација на Македонија, почитувани представници на УЕФА и ФИФА, драги пријатели и соработници, представници на медиумите. Свесни сме дека актуелната здравствена криза и ширењето на пандемијата на COVID-19 предизвика нешто што никогаш не е видено во историјата на фудбалот и спортот воопшто. Загрижени сме за здравјето на фудбалерите, навивачите, фудбалските работници и сите кои се поврзани со нашата игра. Ова е ситуација кој што никој не може да ја предвиди, но со неја мора заеднички да се носиме. Пристапот ни е максимално одговорен, но ни малку едноставен. Затоа, од се срце ви благодарам што заеднички минуваме ни со овој тежок период, свесни дека во оваа криза само со извонредно координирани напори можеме да си помогнеме и да се обидеме да ја оправиме клучната фудбалска вредност, а тоа се надпреварувањата. Без единство и без солидарност никој нема да може да излезе од оваа ситуација, знаејќи дека сите сме меѓусебно зависни едни од други. За жал, дојде време во кое мораме да гледаме и што јадеме и што пиеме, како и со кои се дружиме. Пандемијата не бира, не напаѓа сите, може дури да се најде и на копачките. Откажувањата или одложувањата на надпреварите секогаш се најнепопуларната мерка, но во нашата ситуација друга можност немаше. Не сме единствени, сите национални сојузи во Македонија постапија исто, а тоа се случи и во многу европски држави. Со таа разлика, што прекина првенството за ФФМ беше последното можно решение,
откако ниту една алтернатива не овозможи да се заврши календарот за надпреварачката сезона во Македонската фудбалска лига. Од идната сезона, првата лига ќе брои 12 клубови. Сметаме дека со враќањето на два големи фудбалски центри, Битола со Пелистер и Струмица со Беласица, во секое коло ќе имаме дерби надпревар. А се надевам дека и младите фудбалери добро ќе се развиваат. Ме радува позитивната атмосфера од односот ФФМ клубови. Фудбалската федерација на Македонија секоја ќе биде сервис на клубовите и целосна поддршка кога се во прашање фудбалските работи. Но мораме да ги почитуваме пред се правилата за лиценцирање и критериумите за стадионите. Искрено се надевам дека македонскиот клубски фудбал со поддршка од ФФМ само ќе се доближува до европските стандарди. Посакуваме многу среќа и успех во европските купови кои следуваат. ФФМ е спортски лидер во нашата држава. Почитувана и транспарентна организација која се грижи за фудбалот и помага во сите општински фудбалски сојузи. Инвестирањето во тоа семејство за нас е клучно и заедно со управниот одбор ќе продолжиме да се бориме за тоа. И ќе се повторувам ако кажам дека ФФМ како институција не може само да го носи товарот за целосно обновување на фудбалската инфраструктура. Ние зависиме и од општините и од државата. Но ова е време кое бара ФФ да вложува во стадионите, а тоа речиси без исклучок генерира поголеми средства во фудбалот и прави клубовите да бидат поуспешни. Новата трибина на стадионот во Чаир ќе биде готова за помалку од 2 месеца. Интензивно се градат трибините во Охрид и Битола. Конечно, со чиста сметка и завршен терен и рефлектори излегуваме од прилеп. Заедно со ФИФА започнуваме нови активности на тренинг центарот Петар Милошевски. Таму поставуваме нови рефлектори и вештачки подлоги на двата терени. Заедно со УЕФА ќе ја градиме западната трибина на стадионот во Штип, која ќе биде дел од проектот за изградба на репрезентативен стадион со категоризација за надпревари од највисок ранг. Како еден од нашите најголеми фудбалски центри, Штип заслужува таков стадион. Започнуваме со активности со целосна реконструкција на теренот во Велес и теренот во Тетовско Джепчиште, а поддршка и финансиска помош за инфраструктурни проекти ќе добијат и други стадиони и терени во државата. За мене е важно да разбереме дека иднината на македонскиот фудбал не е во рацете на поединец, па ниту само во Фудбалската федерација на Македонија. Таа е во рацете на сите нас. Повеќе од 40.000 луѓе кои секојдневно работат и тренираат и бараат начин да го подигнат нивото на македонскиот фудбал. Како човек кој долго време работи во фудбал во Македонија, до минатата година мислев дека доволно и добро ги познавам и собликавалните, и стадионите, и канцеларите, и внатре, и однадвор, но и луѓето. Почитувам правила и закони и сметав дека така се носуваат и другите. Посебно тие кои долги години извршувале одговорни функции. За се друго, одговорноста е на државните институции и судските органи. И се разбира на оној кој работел спротивно на законите. ФФМ финансиски работи стабилно. Во еден период бевме драматично ставени до зид. Но не дозволивме националните тимови и академиите да почувствуваат дека нешто недостасува. Посебно што во изминатата година ја исплативме најголемата премија во историјата на македонскиот фудбал и ги наградивме фудбалерите и стручниот штаб за обезбедената можност да играме на европското првенство, тоа што го посакуваме сите ние. Немајте сомнеш дека како никогаш досега сме подготвени и финансиски и на било кој друг начин да помагаме уште повеќе по проекти кои имаат за цел да го развиваат фудбалот во Македонија. И се разбира,
и јас и сите околу мене сме подготвени да соработуваме со институциите на системот, било да е извршна или судска власт, доколку тоа се бара од нас по дела за кои сме пријавиле сомнение. На крајот би сакал да бидеме оптимисти. Европското првенство е остварување на сонот. Јас сум убеден дека македонскиот национален тим ќе биде во најдобро издание на плей-оф надпреварите од Лига на нации и ќе уживаме во моментите на радост. За сите други, аргументирајте. Сеедно дали сте про или против. Секој вистински и честен коментар ќе пробуди интерес не само во одредена организација, туку интерес за јавна расправа. А тоа значи дека некој мора да се подобри. Ние со подршка од УЕФА и ФИФА ја продолжуваме нашата стратегија за подобра фудбалска иднина. Ви посакувам многу здравје и успех. Ви благодарам. Тоа беше видеото од редовното годишно собрание на Фудбалската федерација на Македонија. Јас нема да го коментирам, оставам на вас да процените што слушнавте и што видовте и што Фудбалската федерација воопшто презема во овие моменти, како работи, како функционира во овие моменти. Фудбалските клубови веќе наголемо се подготвуваат за новата сезона. Подготовките започнаа и одигрувањето на пријателски надпревари, меѓутоа пандемијата на COVID-19 создава големи проблеми. Надпреварот помеѓу Вардар Форино и Шкендија, кој што требаше да се одигра вчера, беше откажан, бидејќи екипите не биле тестирани, а според протоколот мора да бидат тестирани екипите, да бидат сите негативни, за да може да се играат пријателски надпревари. Вардар Форино се тестираше во саботата, се уште немаме информација какви се резултатите и дали овој надпревар ќе биде презакажан. Имаме позитивни случаи во екипата на Македонија. Ѓорче Петров, тие ги откажаа првите два надпревари против Работнички академија. Пандев, како ќе ги продолжат подготовките, исто така немаме информации. Дали се изолирани само заразените играчи или сите. Имаме позитивен случај вчера во екипата на Работнички, кои што исто така мораа да ги откажат подготовките кои што им беа планирани во Охрид и дел од контролните надпревари. Така останува да видиме што ќе се случува во следниот период и како ќе се снајдат и Фудбалската федерација, меѓутоа и клубовите. Имаме еден протокол за заштита на фудбалерите и лицата во фудбалот, според кој ако има позитивни случаи, едноставно останатите одат во изолација, во карантин, нешто што не функционираше така во други и не функционира во другите земји каде што се игра фудбалот. Меѓутоа станува да видиме дали ќе има некакви промени и дали македонските екипи воопшто ќе успеат да го започнат годинешното првенство, кое што е закажано за почетокот на месец август, значи за нешто помалку од еден месец од денес. Со фудбалот ќе продолжиме со прегледот на европските првенства, на оние најквалитетните, најинтересните, а прегледот ќе го започнам со Шпанската примера дивизион, каде што се одиграа надпреварите од 36-тото коло. Севиља Мајорка 2:0, Леганес Валенсија 1:0, Леванте Атлетик Билбао 1:2. Голот за Леванте го постигна македонскиот репрезентативец Енис Барди. Еспањол Ејбар 0:2, Атлетико Мадрид Бетис 1:0, Валјадолид Барселона 0:1 и Осасуна Селта Виго 2:1. 36-тото коло во Шпанија ќе заврши денес со надпреварите помеѓу Вилјареал Реал Соседат, Алавес Гетафе и Гранада Реал Мадрид. На табелата во водство е Реал Мадрид со 80 бодови, еден повеќе од Барселона, меѓутоа Реал Мадрид, како што кажав, денеска ќе го одигра својот надпревар од 36-тото коло и ќе има можност повторно да ја врати она предност од 4 бодови пред најголемиот конкурент. На третото и четвртото место се Атлетико Мадрид и Севиља со по 66 бодови. Во Италија се одиграа надпреварите од 32-то коло. Наполи Милан 2:2, со истиот резултат заврши надпреварот помеѓу Парма и Болоња.
Калјари Лече 0:0, Фиорентина Верона 1:1, Удинезе Самдорија 1:3, Дженова Спал 2:0. Првиот гол за Дженова го постигна капитенот на македонската репрезентација и најдобар македонски фудбалер во историјата Горан Пандев. Јувентус Аталанта 2:2, Бреша Рома 0:3 и Лацио Сасуоло 1:2. 32-то коло во италијанската серија ќе биде затворено денес со надпреварот помеѓу Интер и Торино. На табелата Јувентус веќе може да ја слави новата титула со 76 бодови е прв, пред Лацио со 68, Аталанта 67 и Интер со 65 бодови. Тука се затвора кругот на екипи кои што би играле во групите на Лигата на шампиони. Во англиската премиер лига на програмата беа надпреварите од 35-тото коло, а беа постигнати следниве резултати. Бурмаут Лечестер 4:1, Тотенхем Арсенал 2:1, Астон Вила Кристал Палас 2:0, Вулверхемптон Вулфс Евертон 3:0, Брайтон Манчестер Сити 0:5, најубедлива победа во ова коло. Шефилд Юнайтед Челси 3:0, Ливерпул Банли 1:1, Ватфорд Ньюкасл 2:1 и Норвич Вестхем 0:4. Колото ќе биде затворено денес со надпреварот помеѓу Манчестер Юнайтед и Саутемптон. Ливерпулот поодамна е шампион со 93 бодови, 21 повеќе од второпласираниот Манчестер Сити, трете Челси со 60 бодови и голема борба се води за четвртото место кое што води во Лигата на шампионите. Лечестер со 59, Манчестер Юнайтед со 58, па следува Вулф со 55, Шефилд Юнайтед 54, па и осмиот Тотенхем со 52 бода, две победи позади пласман во Лигата на шампионите. Меѓутоа остануваат уште само 3 кола за играње во Англија. Ќе биде интересно да ја видиме разврската околу Лигата на шампиони. Прегледот на првенството ќе го заокружиме со надпреварите 34-тото коло на првата хрватска лига. Динамо Загреб Хајдук Сплит во вечното дерби 2:3 за белите од Сплит од Далмација. Славен Белупо Локомотива Загреб 1:1, Осијек Истра 2:0, Интер Запрешиш Риека 0:1 и со истиот резултат заврши надпреварот помеѓу Горица и Вараждин. Во Хрватска остануваат уште 2 кола до крајот на првенството. На табелата води Динамо Загреб, односно новиот шампион, новиот шампион на Хрватска со 76 бодови, а интересна е борбата за второто место кое што исто така води во квалификациите за Лигата на шампионите. Во моментов Осијек е таму со 62 бодови, на третото место е Локомотива Загреб со 61, следува Риека со 58 и Хајдук Сплит со 57 бодови. 4 екипи во борба за второто место кое што го носи джекпотот наречен квалификации за Лигата на шампиони, а остануваат само уште 2 кола до крајот. Денешниот спортски преглед ќе го завршиме со резултатите од втората трка од оваа сезона на Формула 1 шампионатот. По втор викенд поред, трката се вози на Red Bull Ring во Австрија, меѓутоа е за русиниот Квјат. Формула 1 шампионатот продолжува веќе следниот викенд, кога ќе се вози трката во Унгарија на познатата патека Hungaroring. Воедно, ова беше и последната информација за денешниот спортски преглед, поддржан од спортските обложувалници Евротип. Голем број на првенства се играат во овој период поради паузата. Сега сите пробуваат да надополнат она што било пропуштено во оние 2-3 месеци кога беше паузата, а тоа е вашата можност за убава и голема добивка во спортските обложувалници Евротип. Голем број на бонуси ви следуваат, можете да уплатите и на уплатните места, меѓутоа можете да уплатите и онлайн преку вебсајтот на Евротип. Се надевам дека и викендов успеавте да ги погодите надпреварите, но така ќе биде и во иднина. Довидување и се гледаме следниот понеделник.